Во студиото разговарам со Сашко Митовски, градоначалник на општина Крива Паланка. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и благодарам за поканата и поздрав до гледачите на Македонската радиотелевизија. Секојаш ми представува задоволство да бидам ваш гостин и да го споделиме сето она што општина Крива Паланка го работи активно. Така, кога има што да се каже, секако дека сте наши гости. Општина Крива Паланка инвестира во културата. Како општината ги развива своите културни потенцијали во насока културните настани да станат двигател на туризмот, економијата и на локалниот развој на општината? Јас навистина сум секогаш горд кога разговараме на тема култура и сето она што општината го работеше во изминатиот период. Значи, ако некаде Крива Паланка е препознатлива, тоа е токму по културата и сето она што успеавме да го понудиме преку програмите за култура во изминативе неколку години, започнувајќи, како што кажав, од пред релативно краток период, за прв пат општината издвојува финансиски средства од буџетот на општината за поддршка на културата, културните работници и денеска можам со гордост да споделам информација дека иако сме сосема мала општина со релативно лимитиран буџет, ние од нашите буџети издвојуваме на годишно ниво некаде околу 15 милиони денари за поддршка на културата и културните работници, додека програмата за култура по пат на различни донации и останати спонзорства ни изнесува некаде повеќе од 30 милиони денари, со што Крива Паланка навистина ја става во фокусот на вниманието како и на медиумите, така и на јавноста и ја прави атрактивна дестинација за посета и јас тука навистина културата и поддршката кон културата, иако многу верувам дека не се согласуваат со мене и ја гледаат како трошок, јас навистина не ја гледам како трошок, туку напротив, сметам дека преку културата, преку културата индиректно ја поддржуваме локалната економија, туризмот, но од друга страна и сериозно го градиме имиџот на општината. Да, и на самиот почеток споменавме дека токму општините се тие кои преку фестивали, најразлични манифестации, потоа изложби, бројни културни проекти ја оживуваат локалната приказна нели на регионот или на градот и ја претвораат во препознатлив белег. Па во Крива Паланка покрај многуте работи за кои што ќе зборуваме денеска, особено е препознатливо Кривопаланечкото културно лето. Го подготвувате ли, што се може да се види на ваквата манифестација? Да, мене, како што кажав, ми гордост кога разговараме за култура, затоа што верувате дека Крива Паланка во текот на една календарска година наликува на голема културна сцена со сето оно што го нудиме како програма, а веќе деновиве активно ја завршуваме, односно финални се подготовките за новата програма од новото Кривопаланечко културно лето, кој што очекуваме да започне некаде на крајот на месец јуни, ќе трае до крајот на месец август, некаде повеќе од 60 различни културни настани од различни области, со што навистина летото ќе ни биде раздвижено и во духот во екот на туристичката сезона, кога очекувате не само домашни, но и многу странски туристи кои што доаѓаат да ја посетат конкретно Крива Паланка. Да, како што кажав, значи во рамките на Кривопаланечкото културно лето ги задржуваме традиционалните културни манифестации кои што се од поголем обем, тоа се меѓународниот интернационален фолклорен фестивал Свети Јоаким Осоговски, кој што го носи името на нашиот заштитник на градот и кој што го организираме во чест на патронот на градот, а вклучително тука и големиот настан кој што традиционално секоја година го организираме, а практично таа е најголемата фестивалска недела и кулминација на културната програма од Кривопаланечкото културно лето, каде што буквално Крива Паланка е центарот на вниманието во државата и ова година нормално очекуваме исто така сериозна понуда со големи имиња од естрадата, како и од македонската, така и од регионалните имиња, со што навистина сметаме дека самата таа недела во комбинација со фолклорниот фестивал, во комбинација со музичкиот концерт кој што го организираме во таа чест и дополнително имаме еден настан кој што го нарековме Шопско село, кој што го организираме 2 или до 3 години наназад, сметаме дека навистина ќе понудиме и што
да видат посетителите и оние кои што ќе одлучат токму за тие убави празници да бидат дел од Крива Паланка, иако нели како што кажав, самата програма на Кривопаланечкото културно лето брои повеќе од 60 различни настани и започнуваме со културната програма. Што би се рекло за сите вкусови и за сите возрасти. Со ликовна колонија која што се одржува во нашиот манастирски комплекс Свети Јајки Мосоговски, кој што исто така е од интернационален карактер и кој што, како што кажав, ја очекуваме да започне крајот на месец јуни, што значи практично тука го отвараме културното лето и ќе понудиме програм за најмалите до највозрастните. Не се само отворените сцени, потреба имаат општините да имаат и институции, простори каде што ќе се одржуваат овие културни настани, така културниот центар на Крива Паланка и градскиот музеј, морам да ги споменам, се едни од главните носители на културниот живот во Крива Паланка. Што се организира во рамките на овие институции? Токму така, општина Крива Паланка и во изминатиот период и денеска активно со сите чинители од областа на културата преку еден партнерски однос ги реализираме токму сите овие настани кои што на некој начин ја прават Крива Паланка да биде препознатлива. Јас сум навистина горд на сите тие институции, затоа што верувате дека секој во својата област, во својот домен на работа и делување, навистина покажува сериозни резултати. Од година на година го надминуваме сето она што веќе е поставено како прак и веќе го имаме изреализирано. Исто така, посебно сум горд што на некој начин со тие институции успеавме во изминатиот период преку заеднички заложби да вложуваме константно финансиски средства во обнова и подобрување на инфраструктурните услови, но и купување на нова опрема, со што на некој начин ги подобруваме капацитетите. И да се следат новите трендови на представување. Да ги подобриме и капацитетите на самите институции. Нормално, Кривопаланечкото културно лето и сите културни настани, како што кажав, ги организираме во партнерство со локалната установа Градски музеј и националната установа Центар за култура. Тука, сосема кратко, иако времето не ни дозволува многу, успеавме да ја реконструираме киносалата по повеќе од 5 децении. Исто така изработивме комплетна проектна документација, која што во следниот период ќе бараме финансиски средства за реконструкција на целата зграда на Центарот за култура, а денеска активно работиме на партнерно уредување на дворот на локалната установа Градскиот музеј преку европски проекти со кои што добиваме нов амфитеатар во градот за мали културни сцени и настани, со што навистина ја збогатуваме понудата и содржината на сето она што веќе го имаме како програмска активност во областа на културата. Кога има што да се каже, а дел од работата и активностите на локалната самоуправа, секогаш времето ни е малку, но ќе се обидеме од се по нешто да офатиме. Споменавме дека Македонија е земја со богата традиција, историја и културно наследство во сите региони, па така и во Крива Паланка. И практично го представувате ова богатство од традиција, историја и културно наследство преку бројни традиционални манифестации кои што всушност се поврзани со одбележување на значајни празници во текот на годината. Можеме да споменеме дел од нив затоа што тие се вистински празник за деновите кога се одржуваат и привлекуваат на вистина многу посетители. Токму така, неспорно е дека дел од големите верски настани се дел од културната програма на општината и ние се потрудивме и во изминатиот период, и оваа година, секој на собствен начин да му дадеме дополнителна убавина и да ги збогатиме самите овие верски настани, затоа што искрено сметам и јас лично, верувам и останатите кои што сме дел од сето ова, дека преку овие верски настани си ги обединуваме и сплотуваме луѓето, си ги правиме да ни бидат радосни и среќни на неголемите неговите верски празници. Започнувајќи од големиот христијански празник
Бадник и Божик преку организација на Бадниковата поврка, која што веќе 4 или 5 година поред ја организираме, преку организација на Божикен концерт на градскиот плоштад во Крива Паланка, па продолжуваме со организација на настан кој што го организираме во чест на исто така големиот христијански празник Водици, со збогатена културна програма и со организација на Пифтијада, која што ја успеавме последните 2 до 3 години да ја возновиме како настан и како организација на истиот и збогатена со дополнителна културна програма. Ова година не беше Ленче Кукич како изведувач и артист на самата културна програма. Можам да споделам и ако верувам дека јавноста веќе ја знае таа информација. За мене е доста емотивно чувство. Јас и за прв пат скокнав во светите води на убаво искуство. Да, убаво искуство. Токму за еден од најголемите верски празници. И убава порака испративме до моите сограѓани. Па продолжуваме тука во месец март, односно во месец февруари со организација на Невестинското поклонение, еден автентичен, уникатен настан за село Конопница. Исто така во чест на празникот Прочки организираме исто така културен настан во центарот на градот. Погледнавме фотографии од сите оние настани кои што ги организирате, додека тече разговорот, барем да видат гледачите зашто станува збор. И практично преку целата година ги следите тие празнични случувања и на тој начин, како што рековте, го обединувате народот во тоа празнување. Јас сметам дека ја постигаме целта и оно што сакаме да го направиме преку најголемите верски празници, да дадеме дополнително убавена на градот, но од друга страна верувате дека секогаш е посебно задоволството да си ги видиш своите сограѓани кога се среќни и задоволни токму на тие најубави празнични моменти. Да, морам да истакнам дека значајно место во културната и туристичката промоција на градот има и манастирот Свети Јоаким Осоговски, кој што представува духовен, историски и културен символ на градот и на регионот. И всушност, споменавте предходно, амбиентот околу манастирот често е дел од културни и уметнички случувања. Меѓутоа, особено можност за туристичка промоција на градот. Токму така верувате дека комбинацијата на добрата културна понуда и сето она што го имаме како потенцијална природна убавина која што го нуди Крива Паланка, јас верувам и црсто сум убеден дека токму тоа е на некој начин иднината на Крива Паланка преку промоција на културната програма, но од друга страна и туризмот, планинскиот туризам, убавата автентична храна, но и сето она што го нудиме како уникатен крај од државата. А тука неспорно е нашиот туристички бисер, дека е токму манастирот Свети Јоаким Осоговски, кој што практично е магнет за привлекување на туристи, еден духовен значаен центар и еден од најубавите православни објекти во државата, кој што, имавме чест последната недела да го чествуваме празникот во чест на токму вториот светител Јоаким Крчовски, на кој што имавме еден прекрасен, убав празничен настан и кој што буквално градот беше преплавен од туристи, посетители кои што има можност и да го посетат манастирот, но и самиот град. Дополнително тука сакам да ги напоменам и убавините кои што ги имаме од типот како Калин камен, кој што сметам дека е сериозен потенцијал за привлекување на туристи, посетители на градот и верувам дека во следниот период ние како локална самоуправа со сето она што го имаме како наши заложби и зацртани визии и планови дека ќе успееме да го подигнеме на многу повисоко ниво, затоа што сметаме дека тоа е неискористен потенцијал на градот. Исто тука морам да ги напоменам и станечките водопади, кои што се исто така можеби туристички бисер за привлекување на посетители во градот и секако испосницата на Свети Јоаким Осоговски, кој што се наоѓа во село Градеци, кој што во изминатиот период исто така како локална самоуправа обезбедивме финансиски средства за да вложиме токму во тој крај, токму во тој дел од градот, затоа што сето ова, како што кажав, со
склоп на добрата културна понуда и со сите овие туристички значени локалитети, цврсто сум убеден дека може да бидат потенцијал за развојот на Крива Паланка. Без финансии ништо не може да се направи, затоа и рековте работите на унапредување, на промоцијата на културниот потенцијал на Крива Паланка и издвојувате што е можно повеќе средства за да се реализираат што е можно повеќе проекти. Само накратко да заокружиме, бидејќи рековте последните години вложувате многу повеќе во културната промоција на градот. Колку реално културните настани се двигател на туризмот, економијата и локалниот развој? Се чувствуваат ли ефектите позитивни? Јас искрено сметам дека да. Верувам дека со тоа ќе се согласат и моите сограѓани, затоа што Крива Паланка во последните неколку години станува препознатлива и искрено ме радува фактот што и за време на новогодишните празници знаеме да бидеме посетени од различни посетители надворот. Еден од најубаво украсените градови за новогодишните празници. Надворот Крива Паланка уште повеќе што токму ние сме пограничен град и имаме можност да привлекуваме посетители надворот. Државата, новогодишните празници се еден позитивен пример каде што Крива Паланка и градот е буквално преплавен од туристи и посетители, но од друга страна пак ќе кажам и сметам дека вложувањето во културата, индиректно вложување во локалната економија, во развојот на туризмот и апсолутно јас тука не гледам трошок и сум поборник на сето тоа, општините во следниот период многу повеќе да одвојуваат финансиски средства во културата, затоа што верувате на тој начин пред се си ги градиме имиџите на самите општини, но од друга страна придонесуваме за сето оно што е значено како народ и како нација во делот на културното наследство, во делот на историјата и поддршката на културните работници и културата. Од сето ова што денеска го кажавме, мислам дека е доволна провокација за нашите гледачи кои што можеби подолго време не биле или некои кои што воопшто не ја посетиле Крива Паланка да дојдат и да уживаат во сето тоа што го нудите како крај и регион. Ви благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам и на вас за поканата. Јас секогаш ќе користам можноста и приликата сите гледачи да ги појави на вашиот медиум, да ги поканам да ја посетат Крива Паланка. Јас верувам дека ќе бидат пријатно изненадени со сето оно што е значи инфраструктурна промена на градот, но од друга страна пријатно изненадени сето оно што го правиме во делот на културата и културната понуда, а ние кривопаланчани, тоа секогаш го кажувам, секогаш сме добри домаќини и знаеме добро да ги пречекаме сите и да ги испратиме со позитивни импресии токму од Крива Паланка. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас.